Почитувани министри, почитувани работници, представници на синдикатите, почитувани представници на работодавачите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува голема чест денешниот голем празник, 1 мај, денот на трудот, да го поминам работно со економско-социјалниот совет и да бидем посветен на суштинските политики кои ги унапредуваат севкупните работнички права во нашата земја. Трудот и работата мора да бидат вреднувани, а владите имаат обврска да осигурат услови за унапредување на работничките права. На овој голем ден нагласувам дека почита и признанието за трудот на сите работници ширум Македонија се секојдневна водилка во социјалните политики на владата. Денес, заедно со министерот за финансии Драган Тевдовски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и потпредседателот на владата за економски прашања, на свечената седница на економско-социјалниот совет ја објавивме најновата мерка со која што дополнително ја засилуваме спиралата на раст на платите за работниците во Република Македонија. Станува збор за мерка со која државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто платата на работниците во трудоинтензивните дејности. Мерката ќе се однесува за исплата на покачени плати до 18.000 денари, околу 15.000 компании и 50.000 работници од прилика ги исполнуваат условите за користење на оваа мерка. Поддршката ќе биде обезбедена за исплата на повисоки плати за нашите работници кои работат во мали бизниси, кои што се занимаваат со трговија, како што се малопродажни дуќани продавници, гранапи, мали услужни бизниси, како што се занаетчиските работилници, фризерски салони и други дејности од областа на здравствената заштита, меѓу кои стоматолошките ординации, ординации на општа медицина и друго. Секако тука си и текстилот, кожарската индустрија и така натаму. Целта е една: да растат платите и граѓаните на Македонија да имаат повеќе пари. За да се почувствуваат економските резултати во сечи джеп, потребно е време, труд и заедничка работа. Ја користам приликата од денешната свечена седница на економско-социјалниот совет да упатам повик кон сите општествени чинители на нашата заедничка акција. Фирмите да ги покачат платите на своите работници, да аплицираат за мерките, да знаат дека државата е тука да помогне. Работниците посветени да се вложат максимално во работата и со својата креативност да придонесат во зголемувањето на продуктивноста на компаниите во кои што работат. Работникот треба да е горд затоа што носи напредок, раст и развој. Од него зависи севкупниот раст и развој во Република Македонија. Државните институции навремено и брзо да действуваат за исполнување на своите законски обврски и надлежности, да бидат услужни кон граѓаните, услужни кон компаниите, да ги доближат владините мерки до сите заинтересирани. Од тука ја користам приликата да апелирам до сите компании да аплицираат за оваа мерка, да немат одбивност, да се охрабрат и да ги искористат овие пари предвидени во буџетот. Државата сака да ги искористи сите пари до последниот денар. Контролите кои што ќе одат при аплицирањето ќе се однесуваат само на контролата на исполнетост на условите. Да не ги одвраќа тоа компаниите да аплицираат да ги искористат овие буџетски средства. И трето, сите ние сме овде да им служиме на граѓаните. Служејќи им на компаниите, конечниот резултат ќе го добијат работниците. Спиралата на покачување на платите ќе продолжи да расте, ако имаме стабилни и одржливи компании, подготвени да се справат на меѓународниот пазар на компетитивноста и конкурентноста, која што е секако стратешка цел на државата. Почитувани, во фокусот на економските политики, што ги спроведуваме, се работниците и работничките права, но и развојот и растот на конкурентноста на компаниите. Веднаш ја покачивме минималната плата на 12.000 денари и отстранивме долгогодишната неправда која што им се нанесуваше на работниците од текстилно-кожарската индустрија. Тоа беше првиот многу важен чекор за отварање на спиралата за пораст на платите. Денес одиме чекор понатаму во поддршката на компаниите и работниците, а секој да има можност за повисока плата. Понатаму, во планот за економски раст, обезбедивме финансиска поддршка за компаниите, кои за нововработените лица ќе исплаќаат повисоки плати над 18.000 денари.
Успеавме за краток временски период од 10 месеци трајно да ја решиме екзистенцијата на околу 5000 стечајни работници и нивните семејства. Долгогодишната голгота на овие наши граѓани конечно доби позитивна разрешница. Исто така, за прв пат, заедно со Министерството за финансии, одвоивме средства од буџетот на Република Македонија за субвенционирање годишен одмор на работниците со пониски примања, а со Министерството за економија веќе ја спроведуваме таа мерка. Ја користам приликата да ги повикам работниците да аплицираат на огласот кој што се уште е отворен и да искористат оваа можност да ги однесат своите деца и семејства на летување или годишен одмор на некој од нашите преубави домашни туристички дестинации. Ваквите можности се придонес кон еднаквоста во општеството. И кога велам да овозможиме еднаков пристап за сите, мислам и на вас, новинарите, денеска овде присутни. И вие кога следите денешната пресконференција, но и на сите останати. Апелирам кон сопствениците на медиумските куки да ги следат политиките на пораст на платите. Затоа што и новинарите се работниците во државата. Почитувани граѓани, почитувани работници, ова е само почеток. Ќе продолжиме со сите расположливи ресурси да работиме за пристојна работа, за работници кои чекорат исправено и со кренати глави кон своите работни места, за квалитетен животен стандард за сите. Македонија е земја која живее, се гради и развива од рацете на своите вредни работници. Уставот е декларира Македонија како социјална држава. Јас како левичар и премиер на сите граѓани ја чувствувам обврската да создадам услови Македонија да профункционира како држава која се грижи еднакво за сите граѓани. Вложуваме многу во економски и социјални мерки да ја направиме Македонија земја на можности за сите своји граѓани. На самиот крај, на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија, на сите работници и работнички, го честитам 1 мај, денот на трудот, и ајде заедно да работиме за напредување на работничките права и за подобар живот за сите. Благодарам. Ви благодарам, премиера. Ја поканувам министерката за труд и социјална политика Мила Царовска да ви се обрати. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани работници, почитувани медиуми. Денеска го честитам 1 мај на сите граѓани и на сите работници во нашата држава. Навистина ми е чест што оваа година синдикатите слободно и достоинствено го одбележаа символично 1 мај на улиците како што тоа го личи и како што се боревме сите минати години. Но важно е дека заклучуваме дека без социјален диалог навистина во нашата држава е невозможно да зборуваме за напредување на работничките права. И токму затоа како влада од првиот момент покажуваме дека го почитуваме социјоекономскиот диалог, ги почитуваме и работниците и синдикатите, но ги почитуваме и работодавачите, затоа што само така ова наша држава може да има економски раст и развој. Денеска на 11-тата седница на економско-социјалниот совет присуствуваше и премиерот, кој што за прв пат во историјата на Македонија покажува политичка волја за подигнување на овој диалог на едно навистина високо политичко ниво. Со оглед на тоа што економско-социјалниот совет е клучен за дебата по однос на сите политики, ние гордо кажуваме дека сите стратешки документи и сите закони кои што се од овој домен во изминатите 11 месеци поминаа низ овој совет. Освен што унапредивме платите или ги зголемивме на 90.000 работници, обештетивме 5.000 стечајни работници, пред 2 недели владата го усвои и ги усвои измените на Законот за работни односи, кои што исто така ги унапредуваат правата на работниците. Утврдивме прецизни договори за работниците кои што треба да бидат пропишани од работодавачите, но со јасни критериуми, јасни задолженија за да работниците може да си ги знаат обврските, но и правата и да може да се борат за истите. Исто така пробната работа која што беше утврдена на 6 месеци, сега е 4 месеци. Платата на еден приправник беше 40%, сега е зголемена на 70%. Престанокот од деловни причини може да се случи во секоја фирма, но истиот работодавач не сме во наредните 2 години да оствари ново вработување за истата позиција или за истото работно занимање во истата фирма. Исто така се зголеми и испратнината
од 12,5 до 25% за секој договор за вработување кој што престанал заради деловни причини. И не застануваме тука, работиме на сосема нов закон за работни односи кој што преку социјален диалог до крајот на 2018 година ќе го продолжиме на владата, а понатаму владата ќе треба да го предложи до парламентот, во кој што очекуваме да се разрешат многу големи и горливи прашања кои што се јавуваат и кај работодавачите и кај работниците, како што се технолошкиот вишок, вработувањето на определено време и слободата на синдикалното здружување кое што сите ние заедно треба да ја унапредуваме. Продолжуваме посветено да работиме на унапредување на работничките права заедно со сите социјални партнери. Благодарам. Благодарам, министре. Ке го поканува министерот за финансии Драган Тевдовски. Благодарам. Почитувам премиер, почитувана министерка за труд и социјална политика, почитувани представници на синдикатите и на организациите на работодавачи, почитувани представници на медиумите. Јас на денот на трудот сакам да подсетам дека една од првите мерки која што ја презема владата беше зголемувањето на минималната плата на 12.000 денари и исто така беше исправањето на онаа долгогодишна неправда за работниците од текстилната и кожарската индустрија за пониска минимална плата. Ние, како резултат на зголемувањето на минималната плата, овозможивме подигнување на платите на околу 90.000 работници, да добија, значи, тие добија повисоки плати, исто така просечната плата во држава во месеците јануари и февруари 2018 година, во споредба со истиот период 2017 година е зголемена за 4,6%, а ефектите најдобро се гледаат ако се видат токму оние три сектори кои што има пониска минимална плата. Зголемувањето таму е значено, например во текстилот е 17%, во производството на облека 15% и кожарската индустрија 17%, но ние сме свесни дека ова не е доволно и дека платите на работниците е потребно да растат, за да се подигне пред се животниот стандард на граѓаните. Затоа денес на денот на работниците сакаме да дадам и уште повеќе детали околу мерката која превземаме за да поттикнеме дополнителен раст на платите. Владата ќе обезбеди финансиска поддршка за раст на платите во трудоинтензивните сектори. Со оваа мерка заработник кој ќе добие покачување на платата во однос на последното тримесечие на 2017 година, државата ќе покрие 30% од порастот на бруто платата. Мерката ќе се однесува на работници кои имале просечна нето плата до 18.000 денари во последните 3 месеци од 2017 година, а офатени ќе бидат работниците за кои фирмите не добиваат друг вид на помош или поддршка. Поддршката ќе се однесува на трудоинтензивни фирми, односно фирми кај кои трошоците за вработените сочинуваат повеќе од 50% од вкупните трошоци и само на фирми кои не прават високи профити, односно фирми кои имаат добивка како процент од вкупните расходи помало од 10%. Поддршката ќе се исплати од страна на Министерството за труд и социјална политика по претходна апликација од страна на фирмите и проверка од Управата за јавни приходи. И поддршката, исто така и тоа е важно, ќе се исплаќа само како фирмата ќе ја исплати платата на работникот. Со оваа мерка, значи, продолжуваме со нашите напори за покачување на платите, подобрување на условите за работниците и пред се зголемување на животниот стандард на граѓаните. Благодарам. Благодарам, министер. Го поканувам Дарко Димовски, представникот на Сојузот на синдикати на Македонија, да ви се обрати. Почитувани работнички работници, јас ќе зборам денеска чисто синдикално, бидејќи тука сме сите работници, сите допринесуваме. Воедно сакам да ви го честитам 1 мај, денот на трудот, и многу сум пријатно изненаден што моите партнери од социјалниот диалог, работодавците на Република Македонија, организацијата и владата на Република Македонија ни приреди на свечен економски и социјален совет, каде што заедно го прославивме 1 мај, денот на трудот. Им заблагодарувам уште еднашка. Исто така им заблагодарувам што ја слушна нашата порака за скалесто зголемување на платите, без разлика што е тоа до 18.000 денара и платата дојде до 12, па почекавме ве дојде до 18. Сигурно ќе има и трети год каде што ќе бидат офатени сите работници, затоа како што кажат
американците степ бај степ, ние сме стрпливи, ние постоиме за работниците ги има и ќе ги има. Уште еднашка благодарност за првомајскиот, што ја поддржава првомајскиот протест и ние одржава седница. Се надевам на погодена соработка и со работодавачите на Република Македонија и со владата. Уште еднаш честит 1 мај и ви благодарам за све. Ви благодарам. Последниот говорник за денеска, Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи на Македонија. Почитуван премиер, почитувани министри, почитувани медиуми, почитувани граѓани, најнапред и јас би сакал да го честитам празникот, денот на трудот, бидејќи сите ние на еден начин сме работници, и премиерот е работник и тој има договор со владата за работа. Во однос на ова што беше искажано околу празникот, би сакал само да кажам дека една влада ќе биде многу успешна ако успее да направи добар компромис помеѓу флексибилноста на работни места, значи да се охрабрат работодавачите да отвараат повеќе работни места, и помеѓу правата на работниците, или поточно и попрецизно кажано остварување на правата на работниците да не бидат на хартија, туку да бидат во стварност. Во однос на тоа што денеска расправавме, во однос на првата точка од дневниот ред, а тоа е третиот столб за финансиската поддршка на инвестициите, би сакал да се обратам на работодавачите, се однесуваат за малите, микро и средни фирми, оние што во Македонија ги имам најмногу, над 92% од компаниите во Македонија се микро, мали и средни, да се охрабрат да аплицираат, затоа што овие мерки, за разлика од првиот и вториот столб, кои субвенционираат 10 или 20% од трошоците, субвенционираат дури до 70% од купните трошци кои ќе ги направат. И тоа за скоро сите фактори кои ќе придонесат за зголемување на нивната продуктивност, и околу реализација на работа, и околу набавка на нова опрема, и околу користење на експерти, па дури и за усовршување и едукација на самите менаџери во тие компании. Така да јас се надевам дека и овие мали и микрокомпании со поддршка на Фондот за развој, ќе иновации, ќе аплицира, ќе направат добри проекти со кои ќе можат да се остварат овие цели во самиот план за развој. Во однос на втората точка, уште на првата средба во Министерство за финансии, кога министерот Тевдовски излезе со предлогот на законот за минимална плата, јас реков дека за нас работодавачите во Македонија нема да биде проблем остварување на минималната плата од 12.000, ќе биде проблем како да ги покачиме платите и на подобрите работници. Затоа излеговме со еден предлог за замрзнување на придонесите на плата на ниво на минималната плата, но владата во разговорите ни укажа дека заради проблемите во Фондот за ПИОМ има друг предлог, друго решение кој ние го прифативме, затоа што целите и овој пат ќе се остварат. А тоа е субвенционирање на 30% од порасот на бруто платите на вработените во Република Македонија, и тоа ќе се однесува за трудоинтензивните дејности, значи не ги наведуваме кои се тоа дејности, тоа сите компании каде што трошоците за вработени изнесуваат повеќе од 50% од вкупните трошци и кои имаат добивка, бруто добивка помало од 10% од вкупните расходи. Така да се надевам ќе и помогнеме со оваа мерка на оние што најмногу е потребно. Оние ранливите компании кои многу брзо никнуваат, многу брзо изгаснуваат. И се надевам дека мерката до крај ќе се аплицира, затоа што целта е да биде аплицирана и искористена, не само да ја промовираме. Благодарам. Господине Димитров, ќе замолам да останете, ќе ги поканам премиерот, министрите и господинот Димовски да се приклучат. Одиме со новинарски прашања и одговори. Ве молам, кажете до кого го патувате прашањето. Повелете, колеги новинари. Прашањето до министерката за труд. Веројатно, од кога фирмите ќе можат да аплицираат за овие средства и начинот на аплицирање, ако може да го објасните, и не интересира од кога ќе се одвиват, од кога ќе стартува, од каде ќе се обезбедат пари, значи дали од буџетот, дали ќе се чека ребаланс, друг извор на финансирање и слично. Благодарам на прашањето. Предпоставам прашувате за растот на плати и отворената спирала после минималната плата. Веројатно за отприлика 1 месец ќе се усвои програмата на владата, која што денеска беше утврдена на ЕСС, и после тоа фирмите ќе може да аплицираат и да си добијат поддршка како што добива за минималната плата. Исти ќе биде системот за да немаме комплицирање.
мерката ќе трае до 2018 година и ќе може да бидат субвенционирани растот на плати до крајот на 2018, но предвидуваме и поддршка во 2019 година, тоа јавно го кажуваме сега, како? Да продолжи во 2019 година, но сега заради тоа што буџетот за 2018 година го трошиме и средства буџетски се определуваат за истото, сега е мерката и програмата до 2018, но продолжуваме и во 2019 година и тоа јавно го кажуваме пред сите оние кои што имаат интерес да аплицираат. Мора да дополнам, бидејќи прашањето беше од кои средства од буџетот. Значи од програмата за минимална плата средствата се обезбедени со буџет за 2018. Оние средства што не се искористува за минималната плата ќе се искористат за субвенционирање. Така да тоа се истите пари. Господине Димитров, ако може да ви Полека, колеги. Денеска е слобода секако. Точно е, ние признавме дека работодавачите буквално на своји плеки ја понесоа минималната плата. Тоа што го зборуваат самиот почеток не е проблем тоа, ќе се јави. Поради вниманието и посветеноста и знаеме да слушаме, овие средства веќе се обезбедени во програмата за минимална плата, како што кажаат работодавачите, но можеби и ќе се надмине тој буџет ако навистина стварно се охрабрат компаниите да аплицираат. Стоиме флексибилно овде да обезбедиме дури и дополнителни средства. Ние веруваме дека спиралата на покачувањето на плати треба да ја следиме, да ја поддржиме, ама при тоа треба и стабилноста на компаниите да ја одржиме и затоа една ваква мерка која што доаѓа на предлог на работниците, поддржана од работодавачите, владата влетува да ја поддржи. Премиере, кој ќе биде заштитниот механизам дека парите ќе отидат кај работниците? Ќе цитирам една анкета која е правена во склоп на Сдруженијето на граѓани на текстилни и кожарски чевларски работници, излезена е вчера, каде кажуваат дека на прашањето дали се почитува законот за минимална плата, 30,9% одговориле потврдно, а 70,2% одговориле со не. Тоа значи дека не ја добиваат за гарантираната минимална плата, а дел од работниците велат дека биле приморани да ги враќаат парите над минималецот. Дали ќе има заштитен механизам поголеми контроли на терен? Затоа се и ваквите економско-социјални совети, ние таму на ваквите тела разговараме за сите микродетали кои што се дел од нашето секојдневие во функционирањето. Прво не е точно, минималната плата на вистина се исплаќа, можеби постојат некаде и слушаме и затоа има и контроли, и ќе има се позасилени контроли, дека дел од плати кои што се исплаќат на работници на некој начин се барат да ги вратат во кеш. Меѓу другото, оваа мерка денеска што воведуваме е ако постои таква работа во Македонија да се отклони. Зошто? Заради тоа што веројатно некој ја прави некаде, заради притисокот на можноста да ги исплати ги платите. Сега нема да има потреба од такви работи, доколку некаде се прават. Јас верувам дека се работи не за проценти, за промили. Но еден човек да не е добро. Значи, платата треба да се исплати. Таа плата е загарантирана и по закон, и по устав на работникот, и треба да ја има. Минималната плата е донесена со законот за минимална плата со искрена намера во пракса да функционира до крај. И сите знаеме дека зборуваме за минимални 12.000 денари. Ова, ефектот кој што го отвори на покачувањето на спиралата на платите, е нешто кое што треба посветено, многу внимателно и здраво да го следиме, за да го поддржиме. Да растат платите во Македонија, ама да не ги уништиме компаниите. Затоа државата е токму овде и ќе следиме секој можен чекор. Веројатно со текот на месеците кои што доаѓаат пред нас, ги заекнуваме и капацитетите на трудовите инспекторати. Од секој аспект. Граѓанскиот фактор станува се по-јавен, се по-гласен, се по-составен елемент на секојдневните одлуки на Република Македонија, без разлика дали се владини, дали се на социјално-економскиот диалог или слично, тоа ќе овозможи буквално да нема трајни тајни во државата ако некаде постоеле, од аспект на тоа што и вие го кажавте како прашање. Јас сум убеден дека ако сите сме искрено посветени, верувам дека секој ќе се најде својата перспектива како чинители. Како што реков, работниците да не ги влечат нозете назад кога тргнуваат са бајле на работа, да бидат мотивирани за својата работа. Работодавачите да бидат поддржани и помогнати заради тоа што се свесни дека ако се срекни работниците,
ќе имат поголем профит и поголема продуктивност на тоа што го работат. Државата вистински ќе ја заврши својата сервисна улога да го асистира ваквиот диалог, ваквиот процес кој што е отворен пред нас. И јас сум убеден дека само на транспарентен начин ќе можеме да ги унапредиме во суштина сите квалитативи на животот во Македонија. Колеги, имаме простор за уште две прашања, ќе ве замолам на темата, доколку имате, доколку не... Може надвор од темата. Да дадем предност на темата на почеток. Доколку имате на темата прашање, повелете. Колеги? На темата имате? Повелете, колега. Ве молам микрофонот. Прашање до премиерот ме интересира што може еден млад човек, да речеме 20 на години, да направи со 20.000 денари или со 12, се извинувам, ако во предвид имаме дека треба да плати факултет, дека треба да живее така, дека треба да направи семејство и така натаму и така натаму. Фактички што со 12.000 денари? Апсолутно многу малку, млад или било и повозрастен човек во Македонија може многу малку да направи. Но да не заборавиме 9.500 беше минималната плата. Сега 12.000 и продолжуваме понатаму. Целото ова треба да има тенденција да ги покачува севкупните плати во Македонија. Затоа сме денеска радосни што просечната плата е 24.000 денари. Затоа севкупната тенденција да стигнеме до просечна плата до крајот на мандатот, јас верувам и 2019 дека е возможно тоа да го направиме на одржливи, стабилни и трајни основи. Не само заради голи популизми и политики. Да биде просечната плата 30.000 денари или 500 евра, кој што и тогаш од прилика потрошувачката кошничка може да се следи. Тоа е севкупната тенденција. И треба да знаете дека минималната плата постои за да го прави ефектот на пресија, на притисок на севкупните плати. Ама при тоа па да не пукнат фирмите и да престанат со давање на сеопшти плати. Тоа е конечната цел. Јас сум убеден дека платите во Македонија ќе растат. Просекот во регионот, во земјите членки кои што ни се најблиски, од бивша Југославија, Хрватска и Словенија е некаде 900 евра, 1000 евра просечните плати. Ние зборуваме за 500 евра, веќе наредната година. Дај Боже да успееме во ваквите политики. Државата ќе биде среќна ако навистина ја одигра својата улога на асистент на севкупниот овој процес. На зајакнување на работничките права, но меѓу другото преку покачување на платите. А истовремено на зајакнување на конкурентноста и стабилноста на компаниите во Македонија. Само така е одржливо и буквално е вин-вин-вин. Ситуација добро за сите. Јас сум убеден дека зборувајќи за минималната плата, луѓето нема да сваќат добро 12.000. 12.000 денари ја вршат функцијата на покачувањето на севкупните приходи и плати во Македонија. Премиере, на кои од барањата на синдикатот сте подготвени да им излезете во пресред? Дали се реални барањата за одблокирање на сметките на 50.000 граѓани? Што може да се направи со извршителите? И исто така со договорите за определено време, што ви е планот, не спомна и министерката? И господинот Димески, ако може подосна да ги повтори кои се нивните есенцијални барања. Прво, нека ги повтори. Како што знаете, во програматскиот проглас што го проследуваме до владата и до Министерството за труд и социјална политика, ССМ се залага за економски и социјален напредок, кој ќе овозможи подобра благосостојба на работникот. Прво е подобрување на социјалната и економската положба на работниците и граѓаните, сигурни и реални одржливи работни места, повисоки плати, повисока минимална плата, намалување на сиромаштијата и социјалната инклузија, формализација на неформалната економија, подобар закон за работни односи и остварување, заштита и напредување на работничките права, здрави и безбедни услови за работа и заштита на животната околина, усогласување на националното со европското и светското законодавство, недискриминација и еднакви можности за граѓаните и работниците, стоп за моментот на работните места, унапредување на социјалниот диалог, што денес го покажавме, подобар општ колективен договор за приватниот сектор во областа на стопанството и обезбедување на работничките права со општ колективен договор во јавниот сектор, социјална сигурност, повеќе услови на пензионирање и неприфаќање на зголемување на годините на возраст за остварување на правото на пензија, обезбедување регрес за годишен одмор на сите вработени во државата, пристојна работа и достоинство на трудот. Тие се основните начела што ние синдикатите сметаме дека треба
да се вметат во новиот закон за работни односи или во општите колективни договори, независно дали се во стопанството, приватниот сектор или јавниот сектор. Јас се сметам и себе си за работник, веројатно и вие, медиумските работници и сите. Синдикатите се на крајот заштитниците на нашите работнички права и јас генерално ги поддржувам сите овие заложби на синдикалните организации во Република Македонија и согласно можностите кои што постојат во владата, согласно перформансите и капацитетите на нашата економија, јас верувам дека се остварливи права. И треба да работиме посветено на нив, преку диалог, веројатно ќе има критики, ќе има и незгодни работи, но не треба да се откажуваме и да работиме за тие права. Вклучително, квалитетот на животот не е само примањата, туку и она што представува преокупација на огромен број на наши семејства, работници во државата, а тоа е проблемот со извршителите, кои што, односно со извршните трошоци кои што ги имаат граѓаните. Формирана е работна група, задолжен е потпредседателот на владата Оливер Спасовски да ја координира, каде што учествува правда, финансии, труд и социјална политика и други ресори. Целта е да преку промените на законите за извршување, за нотаријатите и другите законски решенија, се вкупните трошоци во таа структура на извршно решение ги намалиме. И работиме интензивно. Јас верувам дека ќе успееме со тоа што секој треба да се откаже од нешто. На крајот постоиме заради граѓаните. И извршителите и нотарите работат на јавни овластувања. И треба да знаеме преку тие јавни овластувања, треба да имаме чувства за аспектот на социјалната состојба на нашето население и на нашите граѓани. И јас верувам дека преку намалувањето на тарифите, односно вкупно тие 42 тарифи во извршителските служби, на некој десетина, ќе придонесат за тоа. Преку отстранувањето на дополнителните адвокатски трошоци, преку комуналните услуги, смет, вода, телефонија, струја и слично, туку самите служби да можат да ги наплатуват побарувањата, ќе ги намалиме и тие трошоци. Ќе се откажат и нешто нотаријатите. И државата ќе се откаже од еден дел од своите приходи, па ќе паднат севкупните трошоци. Тоа ќе важи од донесувањето на овие закони натаму. Но голем дел од нашите граѓани имат проблеми, дури за долгови од 2003, 2007, со огромни камати и слично. Власта и опозицијата, представена преку неколку пратеници, отворија една иницијатива преку вакво законско решение за отпишување на каматите за струја за огромници, десетици и илјадници наши граѓани. Утре го имам првиот работен состанок со тие пратеници, заедно со институциите во државата и нивните представници, ќе се обидеме заедно да помогнеме преку одредено откажување од каматите на соодветни институции, вклучително и приватни, и со државна интервенција да помогнеме на граѓаните и во овој дел. Убаво е што денеска по повод празникот ги давам и овие одговори, заради тоа што допират до огромен процент на наши сограѓани, кои што мачат како да излезат од овој магевсан круг на постојано блокирање на сметките, на никогаш неможноста да се исплатат овие извршителски долгови и трошоци кои што постојат и со тоа не добиваат никаква фер шанса за да го креираат и планираат својот живот. Јас сум убеден дека можеме да успееме. Навистина ми е значена флексибилноста на Министерството за финансии, економските ресори кои што постојат во државата, социјалните аспекти во областа и на трудот и слично. Убеден сум дека ако навистина посветено работиме, можеме да изнајдеме решенија за вакви горливи проблеми кои што беа сфера на интереси на вашето прашање.